појави времето после тоа менаџерство мое, значи се појавија менаџери во Мусандра, Роберт Граматиков и Атанас Граматиков, браќава, Роберт и Наче, оние држеа сабота, во недела ја држеше Александар Симичиев и Симит и Мачки, тоа беше гужва невидена. 87 беше, тогаш се отвори дискотеката Метропол, каде што Томе и Баджо и Антар, еден од собствениците на познатиот хард рок, беше фактички собственик на Метропол, диското, која беше, мислам, пар екселанс за тоа време. Во тоа време Метропол беше поим, да. И многу диджокеи поминаа, тука беше и Ѓорги Миладинов од Струга и така натака, имаше многу диджокеи што поминаа. Полека 87 како да изминуваше и нешто се случи, една голема трансформација во градот, па и во Македонија, се направи една експанзија на дискотеките, значи, како да кажам, некое огромно здание кое се отвори, тоа беше дискотеката МНТ, крајот на 87 веќе се правеше, негде 88 во втората половина, после негде март месец се отвори, да не грешам, или есента 88, веќе сега да не грешам. Али тоа беше екстремно голема дискотека, која собираше капацитет негде околу 3000 луѓе. И за тоа време беше непоимливо да се собере толку народ, али Скопје беше желно за забава, за журки, ама не само Скопје, Скопје беше и универзитетски центар, и млади. И слика беше за другите градови во поранешна Југославија. Во Македонија.